јас сум роден во Кавадарци. 19.11.1935 година. Татко ми Штипјанец. Меѓутоа, веројатно, љубовта према мајка ми го натерала у Кавадарци да дојде и имам родено тамо, мислам, се родиле мои 4 сестри, јас сум 5-то дете машко. Ноември месец 44 година сме дојдени во Скопје. И од тогаш јас второ оделение, прво учев у Бугарско, у Кавадарци и второ оделение тука во Скопје во школото Njegош. Тоа школа Njegош ме потсетува на една куќа што беше на 3 спрата, седеше фамилијата твоја, татко ти и мајка ти. Проштевај, ама мајка ти беше многу убава и беше една од најубавите у Скопје и друштво што имаше Борче татко ти. Така да тие беа ликот на Скопје во своето време. Значи, фамилијата моја сиромашка. Татко ми требаше да не чува нас, да не расте. Нас 5 деца. Нормално, он беше еден служител во школа и беше тешко за да не изгради како луѓе. Меѓутоа, јас од многу рани години, патем речено, да кажеме седе кај паркот, кај игралиштето, спроти игралиштето на Вардар. И од многу млади години, куќата наша беше на 2 спрата, не наша, туку кај што живеевме. И јас на сабајле одев на балкон да ги гледам како тренираат великаните. Васко Кокиновски, Дилев, голманот, Тоде Георгиевски, пред нив Славко Димитровски имаше еден голман во Вардар, меѓутоа тој беше у воздухопловството. Макар Кокиновски, Васко, тамо Урош Петровски, Ѓорѓи Цинциевски, Джинка, Кирил Симоновски. Великани за мене беа великани тие, Вардарови. Што е карактеристично за тој почетокот мој, јас одев на сабајле, чекав да видам кога ќе излезат тие да тренираат и одев на игралиште позади голса. Босо дете. И бидејќи бие многу прецизни тие фудбалерите, така наречено, а фудбалите беа од биволска кожа, и јасно е дека не можеа толку да бидат прецизни, и тоа, како што ги шутираа фудбалите, се беа 80% надвор, 20% у гол да ја прати. Така да ја бев принуден, бос, да трчам на една и на друга страна и да ги враќам тие топки. Што беше карактеристично за тоа време? Кога ќе си идев дома, глуждоите ми беа модри од фудбалите. Поготово кога врнеше, кога беа мокри фудбалите. И мајка ми кромит, сол, ќе ми ставеше во леѓен и јас нозете. Ги спремав за утре дента. Тоа се почетоците мои и љубовта према Вардар. Оти да го гледам еден Джинка Цинциевски Ѓорѓи,
Како игра за мене било задоволство. Оти тој беше и голгетер пред мене. Па таму Миле Миланов играше, докторот прекрасно. Така да, таа љубов навлезе во мене толку многу што јас се чувствував повеќе вардарец отколку Дончевец. Ме задуи љубовта према Вардар. Едно време решив да одам да се пријавам. Отидов во Вардарчичко Драган Аџија, на браќева Луковски. Еден прекрасен човек, еден педагог, па потоа Јане Јаневски величина, навистина величина. Тие не задојва со Вардар и со фудбалот толку длабоко да ние не можеме потоа да замислиме да одиме на друго место. И така растевме ние со нив. Условите беа многу скромни. Немаше копачки. Понекогаш останати од постарите фудбалери копачки, по 2-3 броја поголеми и крампони некаде останал на некоја копачка. Меѓутоа, и со тие трениравме. Љубовта беше изнад се, што сме вардарци. Почнав во школа, прво женска гимназија да учам. Потоа и Цветан Димов у мушка гимназија отидов да учам. Меѓутоа дојде моментот, тоа е март месец 53 година. Во Вардар станав член на Вардар, официјален, со регистрација. И гледа во мене некој талент. Чичко Аџија Јане, потоа великанот Джина Симоновски, и Антал Лика, Илје Шпиц. Така да јас растев, созревав во Вардар. И дојде ситуација кога во недостаток на фудбалери, Джина Симоновски ни беше тренер, ме стави да играм во прва југословенска лига. Ме стави да играм лев бек, па лево крило, па десно крило. Благодарение на тоа што јас кога ги враќав тие топките на постарите играчи, на великани за мене, јас техниката ја совладав. Така да топката ми беше како дел од копачка. И затоа можев да играм и на едно и на друго место. Меѓутоа дојде еден надпревар, у четврта зона бевме испаднат и југословенска, 4 зони имаше. И дојде Брегалница, и таа беше во четврта лига. И Джина влегува во соблекувалната и не гледа нас. И Джина благороден човек. Неверојатно. Што е бе, вика, овде? Денес да нема кого да турам. Меѓутоа, предходно, Војче Димитровски беше дојден како десно крило. Па се користеше и како центарфор. По потреба и Миле Миланов прекрасен. Плеймейкер, прва класа со професорот Чапаровски покасно. И јас така скромно, а не бев оформен физички.
Седам во ќошето таму, респект голем према Джина, великан. Му викам, бечко Джина, немаш кого. Пушти ме мене ја да играм центарфор. Во негов стил Джина, седи тамо бе. Ти мочко, ти ќе станеш центарфор да играш. И ја го молам, те молам, пушти ме, сакам голови да давам ја. Мојата психомоторика беше на висина. Желбата беше на висина. Сакав голови да давам. Сакав да се препознам и себе и да ме препознаат. Оти немаше друг начин сиромаштијата да ја поминам. И тој, социјалниот мотив ми бил многу присутен, важен. И кајде нема кого, кајде иди, играј ти. И во Скопје игравме. 7 минута, јас брз како заек, најбрз со фудбал. Како ветер поминам покрај Сазов, центар халф на Брегалница, Сајфулов, голманот, отидов до гол. Ја ставив топката на гол линија. Тогаш учев во женска гимназија. И другарите мои, соучениците ми викаат со грб, тоа подолу од грбот. И јас со сето ми без ум седнав и ја бутнав топката у гол. Еуфорија за мене, аџамија. Тоа е. Љубовта нема граници. Од тогаш почнува мојот подем. Се враќам на кај центар благодарение на судијата што не ме извади. Требаше тој неспортски гес да го казни. Се враќам ја према центар, еден златен фудбалер, Васко Кокиновски, Макар капитен. Шо преш бе, ми вика. Готово, вика, Макар. Се сгреши, викам. Се заврши. Слушај да ти кажам. Давај голови, оти од Джина Дерман ќе немаш. И Джина, и ја дадов уште 3 гола. 4 гола на првиот надпревар како центарфор на Вардар. Од тогаш почнува мојот подем голгетерски. Љубов голема, безобразлук голем, меѓутоа аџамија дете. И видов после во кабина дека Джина ме прифати мене како центарфор. Макар да бев многу млад, 18 и некој месец бев, години. Бев многу трудолюбив, бев многу редовен на тренинг. Тренирав на Сабајле, одев на Водно, на крстот денешен. Поручих на тренинг. Се разбере кога немаше школа. Така да одржава. Имаше еден покоен Павле Илиевски, тренер, кондициони, така наречен. Многу стори за мене да одржувам кондиција, психомоториката да ја подобрувам и ја останав центарфор на Вардар. Меѓутоа, јас се учев едно време Вардар. Звезда ме бараше, не ме пушти Вардар. Една дигресија. Ме зема Звезда у Јужна Америка на турнеја 2 месеци со онаа чувена Звезда
Игравме таму со Фого, Ференцварош, Коло, у Чиле турнир. Играв со тие великани, со Шекуларац, со Крцо Томич, со Владица Поповиќ, тие беа. И тие направиле договор со Вардар услов. Ќе дое со вас како зајакнување, меѓутоа кој ќе се врати, не смеете да го земете. И така излезе, меѓутоа, патем речено, Вардар ме запише во Забарско школа. Да останам во Скопје, да бидам во Вардар, јас завршив за Забар. Не стоматолог, заболекар. И тоа го завршив. Потоа, играјќи во Вардар нормално, Джина пред да завршам, ме чукаше. Златен човек, тој Джина нема да се роди у Македонија. Како фудбалер, како човек. Донче, вика, ова што беше. Оди, школувај се. Фудбалска и од Сојуз на Југославија на сите тие великани. На Джина, на Боба Михайловиќ, на Бобек, на тие што беа југословенска репрезентација, им дале по еден куп книги да се школуваат, да се образуваат. Меѓутоа Джина ми викаше, овие се многу за мене. Не можам ја да ги учам. Оди ти, оди да завршиш. Оди да завршиш школа, да знаеш повеќе од играчите. Ако знаеш повеќе, ќе те слушаат. Никој ќе не може да ти се курчи. Така ми рече Джина. Бев многу пргав за давање голови, Миленко. 217 гола да ги броиш, ќе се умориш. А камоли да ги даваш. Имав многу развиена психомоторика и ми вика, нос сум имал крив. Нос за тој што дава гол. Толку имав голема љубов за гол. Да само мајка ме, ако стоеше на гол, немаше да ја дадам. Сестрите мои, ако стоева на гол. Татко ми, сите со се топка ќе ги внесував. Тоа е нешто неверојатно. Неверојатно кога сакаш гол да даеш. И така беше со мене случајот. Играв што играв и дојде денот кај што требаше да престанам. 65 септември месец. Меѓутоа беше моето престанување со една повреда на лева нога. Од што ме тепале одбранбените играчи, добив артроза на левата нога на глуждот и веќе кривев, не може да трчам. Тренерската кариера почна во Вардар со младите. Потоа завршив виша тренерска школа. Потоа завршив виша ногометна тренерска школа во Загреб. Завршив, јас сум професор по физичко образование, завршив у Загреб. Така да, после како селектор на македонската репрезентација, ме пратија во Лилес Хол до Бирмингем, Грофовија Кент, таму има школа
Лилескол при ЕФА, фудбалската асоцијација на Англија. Таму успешно 3 месеци бев, успешно завршив и добив диплома дека можам да бидам меѓународен тренер и се разбира селектор. Така да тоа многу ми помогна тоа школувањето што го имав. 71 кога влеговме од втора лига во прва лига, Джина Симоновски беше, ја бев асистент негов, меѓутоа вториот дел од првенството кај Призрен сообраќајка имаше голема, Джина Симоновски не можеше да иде на игралиште, меѓутоа ја одев кај него дома, зборува, се договарав, ми кажуваше, ме советуваше и Вардар 71 влезе во прва лига со официјално јас тренер. Сепак најмил ми е успехот 87 година, кога Вардар стана шампион на Југославија. Ни го негираше Партизан, меѓутоа УЕФА и ФИФА не прогласија нас за први, оти ние на зелено поле освојувавме бодови, а не како Партизан и Звезда и Динамо што се однапред договарале кој ќе биде оваа година прв, кој не ќе биде и така да тоа ми е многу таа титула мила. Отоа сакам да кажам, бев тренер во Алжир. Во Алжир специфика. Кога отидов таму јас знае француски. Со играчите француски, комуникација. Меѓутоа гледам втората недела не иде. Му викам на Хуари председателот, зашто не слушаат децава? А он ми вика, ти шо мислиш? Викам, јас им зборувам и практично и теоретски. Не знаат сите француски. Баларбија, вика, треба да учиш. Јас се мислам, мајката, баларбија, арапски јазик. Само така, вика, контакт ќе поставиш. Оти, вика, половина знаат, француски, половина не знаат. Претходно беше Франција таму. И сега што правиме? Он ми вика, треба да учи. Вика, 20 души, вика, да учат француски или ти, вика, баларбија, арапски. И јас, вика, да ти кажам, Донче, месио Антуан, така наречен. Вика, интересни моменти, Миленко. Со што дојде, ме праша. Со авион преку Рим. Тој истиот авион и ќе те врати назад, вика. Ние не те викнеме за турист тука. Ти викнавме тренер да бидеш. Па го одев. Ват. Вида тамал Тлемсен 700, сега може милион жители да има. Упрва Алжирска. Меѓутоа, јас бев и селектор на Оранскиот дистрикт. Оти 3 дистрикта има. Оран, Константин и Алжир, главниот град. Ја бев на Оран, селектирав играчи, им помагав на тренерите стручно како се тренира со млади категории. Потоа се вратив во Кипар. Абер дојде од Кипар, Джина Симоновски беше пред мене таму и му рекол, ја не можам да дојдам, Донче ќе ви дојде.
И отидов таму, се повторува историјата, Миленко. Отидов таму 2-3 дена, ја англиски зборував добро. Оти 64 година исто така, играв како играч во Торонто Сити, кај Стив Ставро и Џон Битов, наши беа тие. Торонто Сити беше, да не речам, македонски клуб, меѓутоа имаше од секаде играчи. Така да ми беше познат англискиот јазик. И пак ќе се вратам на истото. По 3-4 дена му викам на докторот Јатре, не слушаат деца. Кажи ми, вика, Андони, зошто не слушаат? Па викам, ја ми зборувам, они не внимаваат. Шо мислиш ти, ми вика? Грчка работа. А добар председател. Добар со тоа што сакаше со љубов тимот да биде. И не слушаат. Како им зборуваш? Англиски. Па не знаат англиски сите. И па како, викам? Ќе учиш грчки, ми вика. Грчки треба со нив да зборуваш. 5-6 души знаат англиски, другите не знаат. И од утре, како и во Алжир, од утре са бајле еден со тебе, грк-англиски, поручи грк-англиски. И јас и грчки бев принуден да учам. Така да, сум имал дарба за јазици. И успешно минав таму. Потоа излезе, се вратив дома, со Вардар, па наш Вардар. Од Тунис ме бараа. Од Тунис Бобек ме препорачал. Степјам. И тие дојдо и таму отидов, меѓутоа ми беше полесно. Оти веќе Баларбија, имав ланг популер, шо викаат, да зборувам со нив и Баларбија, и англиски, и француски, и така да. Таму го водев Есперанс Спортив де Тунизи, првакот на Тунис. Една година бев таму, се вратив тука и дојде она, промените дојдоа, дојдо во ситуација еден година да бидам со Вардар, потоа требаше избор да се прави за селектор на Македонија. Според искуството, и играчко, и тренерско, и јазично, и стручно, ме одбраа мене. Зинго беше председател, беше многу тешка ситуацијата, сиромашка. Кога отидовме во Крањ против Словенија да играме и ја победивме 4-1. Тоа беше еден голем подем. Потоа, кога се вративме тука, се јавувале од Албанија. Сакале утакмица да играат. Зинго прифатил, ама со страв. Да не излезе нешто, конфликт. И бевме во Охрид, и он седна таму у хотелот, замислен. И ја од озгоро, ние сме врсници. Му викам, шо е ме Лупче? Шо си се загајле? Ела бе вамо, вика ти. Се симињам ја доле и му викам,
Што си гајле? Абе рекоа, договорили утакмица да играме против Албанија у Тетово. Па шо викам? У кое Тетово бе? У наше? Абе у наше. Па у наше Тетово ќе идеме, не бе гајле. Имам јунаци тука, ќе ги спремај јунаците. Киро Глигоров се јавил, реков, одговарате вие за ризикот, ако се изроди нешто. Ами дадовме ние 5 гола, мислам дека фластерот им беше многу јак на устите, што им го туривме, немаше кавга не излезе. Во Брисел, ден пред надпреварот со Белгија, имаше многу непријатни моменти, оти не сакаа белгијците, не сакаа, веројатно по некоја команда, не сакаа нити, да не речам, име, нити знаме, нити химна. Меѓутоа, ние требаше да излеземе, да играме. И го контактиравме Глигоров, Жоао Авеланш, го контактиравме и Ленард Јохансон на УЕФА. Вие средете, а ни викаа сите. Ние. А што беше тоа? Ултиматумот ние да оприфатиме тоа. Да излеземе едва и да кажат кој сме, а ни знаме не и химна. И излеговме утре дента, тамо, од кога отидовме на кабина и Миленко многу моменти, емотивни моменти. Јас седам во собликувалната влеговме, јас седам од надвор пред врата и ме реков на играчите, додека Чичко Дончо не ви рече нема излегување. И веќе се приближува времето за загревање. Доаѓаат делегатот појак од судијата. Шо чекате, ми вика мене? Зашо вика? Па не ли треба да игра, вика. И со кого ќе играме? Абе, вика, Белгија ќе игра со вас. Кој сме ние? Вие. Абе, кој сте ние? Кажи ми го името, да знам. Ако не знаете, оди пратите, прашајте таму УЕФА да ви кажат со кого ќе игра Белгија. Вика, знаете ли јас дека можам да ве суспендирам? Ја вика, можете мене, ама не Македонија. Ја не ги пуштам да излезат. Се врати по известно време, рече Македонија и химна. И ајде јунаци, викањме, излеговме. Меѓутоа, претходно, Илија Атанасовски и Слободан Несторовски мајстор стоева од надвор, сите што доаѓа навијачи од Европа, со знамиња, дршките ги оставаа надвор, не пуштаа со дршки внатре. И излеговме, ние почна химната, ние сите свртени нека химната и ја пеевме химната. Знамињата од таму македонски и тој надпревар 1-1 заврши со една јака Белгија. Излеговме таму без претходниот капитен. Имавме утакмица со Данска тука во Скопје. 43-та минута направи еден гаф, судијата го истера црвен картон и ние 47 минути второ полувреме играме со еден играч помалку против една Данска, што беше официјален првак на Европа од кога ја елиминираа Србија. Митко Стојковски предолг форси даде Кристенсен. Грешка на капитенот Олсен. Се чини како да ќе добие стрикна задача да внимава на Дарко Панчев. Панчев кон Бабунски, Бабунски до Вујаден Станојковиќ. Кон Дарко Панчев по диагонала појде пред гола од линијата, стигнува до топката, Пошковски гол на шанса 1 спрема
последни 4 минути од играта Македонија води со 1:0. Неопислива радост на трибините. Зоран Бошковски го постигнува неговиот 5-ти гол во дресот на репрезентацијата. Во првите 4 настапи имаше прекрасен биланс, 4 голови по 1 гол на секој настап. Во 5-тиот прочем бевме поразени од турците без да дадеме гол, а по овој прекрасен почеток по само 4 минути игра Македонија води против европскиот првак Данска со 1:0. Секаква измена би значила раштимување на еден оркестар кој одлично функционираше во првото полувреме, кој ни отсвири една прекрасна песна на нашава репрезентација. И да видиме што сега. Прекршок, старт одзади врз Дарко Панчев во пробивот. Беше суверен на теренот. И да видиме црвен картон за Дарко Панчев. На самиот почеток на второто полувреме тежок хендикеп за нашата репрезентација. В 88-89 после првото место тука беше ситуацијата катастрофална. 8 души странци, 3 македонци. Успеав, имаа катастрофални резултати, затоа и ме викна и матица од овдека ме тераше. Пред мене Макара Белкокиновски. Меѓутоа, кога видел Макара дека голманот си носел пиво до стативата, кога го видел тоа, Макар се преплашил и се вратил. И ја мако трпно после. И бев 2 години ги сочував, нова екипа македонска направив. Само 20 странци. За тамо странци имаше еден аргентинец и еден англичанец. И тргнавме и добри резултати. И бевме 7 на крај. И потоа следуваат другите години. Со, би рекол, релативно добри резултати Престон се сочува, Престон се стабилизира. Од својот подмладок им помагав на колегите, на помалите тренери. Од они кој како ќе завршил, така бил тренер. Не може така. Треба да се школуваат. Има специфичности за млади, за возрастни. И дојдов во ситуација да одам во пензија. Значи, после 5 години во пензија да одам, младите да превземат, сега не се во прва австралијска лига. После мене испаднаа во втора лига. Или таму има 6 држави и Австралија. Нортен територија, Нью Саут Велс, Квинсленд, Викторија, овој главниот град Канбера е на ACT главен град на Австралијен држава. Значи на сите и на Јужна Австралија, Западна Австралија и Северна. Така да сега играат они во Викторија, кај што е Мелбурн. Во Викторија, до пред некој надпревар бевме на второ место, сега се симнаме на 4-то, меѓутоа ветувањето, и да ви кажам, во Австралија тимовите може да играат, може да постигнуваат резултати, меѓутоа треба да имаат услови и треба да имаат учество
пари дека можат од прва до последна утакмица натпрва финансиски да бидат јаки за да можат да се такмичат. Терен мора да имаат, осветление мора да имаат, помошни терени мора да имаат. Така да етето се подобри условите и Фудбалската федерација на Австралија ги помогнува бившите фудбалери да се школуваат во школа во Канбера. Преку трња одел Вардар. Имал великани, фудбалски и управа. Еден Кочо Китановски, Ристо Божаровски, еден Трајко Стаматовски, татко Тиборче Мувата, Блажо Ристоманов. Така да го одржаваа Вардар. И осцилации имаше големи, со успеси, со помали успеси, со сиромаштија, меѓутоа го одржаа. И, како што е познато сега, благодарение на тебе и кој со тебе, се врати Вардар после 18 години да бидеш шампион. Јас многу се радувам, ти благодарам што ме покани да дојдам, да се израдувам, што ми го почитуваш моето минато, да се израдувам на победата на купот. Меѓутоа да ти речам, да си ја тераш работава, Вардар да оди напред. Дали е Дончо, дали е Јанко или Марко, што мисли поинаку, што не знае дали и колку е тешко оваа работа да се води.